А ние продолжуваме со нашата тема обнова на умот, 6 дел. Најбитното од се е умот, борбата е околу умот, кој ќе го има умот, односно точно предниот дел, предниот резен од мозокот. Читаме цитат од Здравје и среќа, овој цитат. Послушайте сега, значи, внимателно да ги читаме цитатите, колку ќе имаме време толку. Имагинацијата ли, фантазијата, мечтата, често пати ја предизвикува или многу ја влошува неговата болест, болеста нечија. Многумина кои можеле да се чувствуваат добро, остануваат инвалиди за цел живот, само затоа што самите се сметале за такви. Многумина си замислуваат дека секакво лесно изложување, на било што да речеме, ќе предизвика болест и злото што го насетуваат и очекуваат, обично и доаѓа. Многу луѓе умираат од болести кои што се целосно измислени. Сваќаме ли тежината на овој цитат? Замислете си, има луѓе кои што умираат од болести што се измислени во нивниот ум, постојат само тука. Тие нешто насетуваат, тие нешто очекуваат, тие нешто си ствараат во својот ум и вели обично тоа што го мислат и тоа и доаѓа. Значи, сугестија, како велиме. Или пак не морат да умрат, вели остануваат инвалиди за цел живот. Видите ја моките на умот. Неверојатно. Која моќ ја има умот? Да мислите дека сте болен од нешто и тоа стварно ќе се случи. Како е можно тоа? Продолжуваме понатаму. Сличен цитат. Болестите на умот преовладуваат насекаде. Ова како да го кажува Елен Вајт за денешно време, меѓутоа знаеме, ова е од Ум, карактер и личност, инаку цитатот, болестите на умот превладуваат насекаде. Внимавајте се ова е податок, значи, кој се занимава со математика или со екзактни бројки, ова е екзактна бројка. 9 десетини, колку е тоа? 90%. 9 десетини од болестите, од кои што страдаат луѓето, имаат свој зачеток во умот. Неверојатно. Се доаѓа од тука. 9 десетини дори. Значи, таму има зачеток. Сега, понатаму може таа болест да се развива и натака и навака. Може би некој семеен проблем. Значи, може да е опрашаен семеен проблем. Како рак ја јаде самата душа и ги слабее животните сили. Кажавме, значи, пошто со умот, со тие нерви е поврзано целото тело, целиот организам, заради тоа што страда умот, заради проблем, заради било што, може да дојде до појава многу лесно на така наречена психосоматска болест. Значи, од психата па на телото. Значи, јаде самата душа и ги слабее животните сили. Кајањето за гревовите, дори видите, некој може да има проблем со кајањето за гревовите. Тука може да се претера. Овој дел е многу едноставен и треба да сватиме. Значи, ако се каеш за гревот, паѓаш на колена, го признаваш пред Господа и толку што сега тоа што треба понатаму да те измачува тебе или не знам да ти го оптоварува умот. Кајањето за гревовите понекогаш ги подкопува телесните сили и доведува до неуравнотеженост на умот. Исто така постојат погрешни учења. Видите, од погрешни учења може човек па и да заболи. Како она за вечниот пекол. Замислите да верувате дека таков е Бог, дека не знам уништува, не уништува него во цела вечност ги мачи неправедните. И вечното мачење на злите, кои што вика, давајќи преувеличени и изопачени погледи за Божиот карактер, предизвикуваат исти резултати врз чувствителните умови.
че има луѓе со чувствителни умови, има различни луѓе, има различни карактери. И не мора да биде тоа учење, може да биде било какво учење. Можете да претерате во било што. Што мислите било едноставно? Им било едноставно на обичниот верник евреин во тоа време со сите оние закони и подзакони на фарисеите? Повеле, Андреј? Карактер и личност, мислам, спомнав. Да, mind character and personality. Да. Значи, било какво учење, ако не е соодветно, ако не го представува Божиот карактер, како што треба, може да предизвика хаос. Кај еден верник, или поготово кај оние што вели, кои што имаат чувствителни умови. Пример, ќе кажам пример. Значи, тоа кружело од порано, знам, меѓу постарите верници, меѓутоа зависи кој како тоа ќе го разбере. Значи, точно е се тоа што кажува брат Вели и фала му на Господа, што има такви луѓе што идат, проповедаат и треба да се проповеда. Меѓутоа, не може секој се да работи, секој има различни дарови како може да посведочи и да го однесе Евангелието. И сега, имате вие луѓе кои што велат, ако не им кажеш, крвта нивна ќе се бара од тебе. Знаете тоа како може да делува на некој сочувствителен ум. И сега не може да оди да им каже, или не знам, нема таков дар. Може ќе им каже, ама како ќе им каже и што ќе им каже, дали сето тоа ќе има некој ефект. Значи, затоа сме ние различни органи од едно исто тело, значи сите треба складно да функционираме и во проповедање на Евангелието. Меѓутоа, тоа исто така може да делува. Ја имам такви примери, случаеви, не мора сега да спомнувам имиња тука. Така да треба да бидеме внимателни, затоа што има луѓе со чувствителни умови и сето тоа може да предизвика негативни последици. Еви, овој цитат е познат од исто ум, карактер и личност, истата страна. Односот што постои помеѓу умот и телото е многу тесен. Кога се влијае на едното, другото сочувствува. Состојбата на умот влијае врз здравието на целиот организам. Ако умот е слободен и среќен, што потекнува од исправни постапки и чувството на задоволство кога се усреќуваат други. Сега ги читавме параболите, зборувавме за овците, оние кои што помагаат, кои што прават добро. И видите како тоа делува. Тоа создава ведрина која што се одразува на целиот организам, предизвикувајќи послободна циркулација на крвта и јакнење на целото тело. Па ја верувам дека сите од нас сме почувствувале кој ќе направите едно ситно, мало, добро дело, како тоа ви делува. И еве, ако не сме сите родени колпортери или не знам проповедници, и стално тоа, порано сум го нагласувал, да, можем и не можам да излезам на улица или да викам или да зборувам, меѓутоа можам да направам добро дело на комшијата, на било кој, на колегата на работа и така натаму. Тоа и како може да делува. Ке делува на него за осведочување, меѓутоа видите како делува на вас. Че создава ведрина, ви усреќува на целиот организам буквално. Циркулацијата ја подобрува. Божиот благослов е исцелителска сила и оние кои што со задоволство работат за добробит на другите ќе забележат чудесен благослов во срцето и животот. Прекрасен цитат. Сега ова малку и од научен аспект. Знаете што е ова? Сте слушнале за плацебо ефект. Значи, плацебо е сето оно што изгледа дека е вистински медицински третман, а не е. Значи, ова може да биде пилула, може да биде, не знам, инекција, некој вид, друг вид на лажен третман и може да нема никаква субстанца, може да е обична вода или шекерче. Меѓутоа делува, може да делува, зашто? Затоа што тоа делува на умот, на таа автосугестија што ја велиме. И сега некој ќе ви рече, те боли глава и му даваш нешто, може да е кој знае што, може да не е ништо. И поради тоа што верува дека му даваш лек за глава, ќе му помине главата за половина час, може би. Значи, тоа е тоа што и претходно го читавме преку духот на пророштвото. Значи, каков ефект, каква сила има умот.
И она што кај сите плацебо вели има заедничко е што не содржат активна субстанца која може да делува на здравјето. Воопшто не содржи ништо, ама вие го лажете едноставно умот или ќе ви излаже некој друг, да кажам така, и се правеле опити и се дошло до чудесни резултати. Како што умот може да предизвика кај вас од замислена болест да се разболите, така може и од замислен лек, да кажам, непостоечки да ви делува позитивно. Неверојатна е моќта на умот. А живееме денеска во време на тешки ментални болести, ја прочитавме, кажав, 9/10 дури од болестите имаат свој зачеток во умот. И Елен Вајд спомнува дека се повеќе ќе се расшируваат, ќе се прошируваат тие ментални болести по светот. И пореметувања. И ние со Евангелието и нашите напори можеме позитивно да влијаеме на умовите врз луѓето. А Господ е заинтересиран и тоа како за нашиот ум. Затоа што тоа е она што е главното, она што сака да го има, како што и лукавиот сака да го придобие умот, затоа што оној кој што го има умот, го има човекот. Прочитаме сега некој стих. Исаија 26:3. Го ставив овде англискиот превод за да потенцирам оно што сакам да го потенцирам. Вели, ова е од ревидираниот превод, 2006 година, цврстиот по дух ти го пазиш во совршен мир, зашто на тебе се надева. И сега во англискиот ти го пазиш во совршен мир, тоа е во ред, коректно. Меѓутоа, цврстиот по дух е преведено како оној чиј што ум е вкотвен, е фокусиран во тебе, на тебе. Она што на нас ни фали, тоа го спомнав и денес, и во пуката нешто беше истакнато, значи она што нас ни фали е тоа, стабилност и постојаност, да бидеме вкотвени со нашиот ум во вистината, во Господа. Не повремено, туку да бидеме вкотвени. Таквиот вели го пазиш во совршен мир, затоа што има надеж во тебе, се надева во тебе. Ако ние со целиот ум сме насочени, гледаме на Христа, и ете, се што правиме е да му служиме нему и да твориме неговата волја, тогаш ќе имаме совршен мир во ова време кога навистина е хаос по светот. Што вели Јаков 1:8? Човекот што се двоуми или има разделена душа, во другиот превод, во сите своји патишта е непостојан. Тој не го вкотвил својот ум на Господа, во вистината. Еве го тој преден резен, кој знае по кој пат го покажуваме, тоа е најбитниот дел од мозокот и тука се води целата борба. Да се подсетиме на... Сега ќе видиме еден интересен момент. Значи, императив е наш да се погрижиме да го одржиме предниот резен во најдобра можна состава. Еве како, еве Исус како го правил тоа. Пример од самиот Исус, како најголем пример за се. Овој стих на сите нас ни е познат во Матеј 1 глава, што вели 23 стих, ете девица ќе зачне и ќе роди син, ова е она пророштво од Исаија, и ќе го наречат Емануел, што значи во превод Бог со нас. Но дали знаете што кажува следниот стих? Значи сега да отидеме во Исаија. Во Исаија 7 глава 14-15, значи читаме, затоа Господ сам ќе ви даде знак, еве девица ќе зачне, ќе роди син и ќе му даде име Емануел. Видите сега што вели 15 стих. Овде не обрнуваме внимание, може би доволно. Тој ќе се храни со млеко и мед, доека не се научи да го отфрла злото и да го избира доброто. Што значи ова? Што сака да кажува?
Значи, повторно исхраната, начинот, значи тие физички наши навики што ги имаме, делуваат на нашиот ум. Делуваат на тој преден резен. Па тоа е најосновното, да се научиш што е добро, што е зло. Да го избираш доброто, да го отфрлаш злото. Нели тоа е мудрост. Страф од Бога, тоа е мудроста. Со што се хранел? Со соодветна диета и исхрана. Значи овде мед и млеко, може и буквално да го сватиме, окей. Друго било млекото, тогаш, знаеме дека Елен Вајт вели дека доаѓа време и времето е сега, кога треба да се отфрли и млекото и млечните производи. Меѓутоа, што значи мед и млеко? Се сеќавате што вели Господ за хананската земја? Мед и млеко, значи изобилна, добра храна. Да. Благословен, да. Благословен живот. Со изобилна и добра храна. Значи, самиот Исус знаел дека е битно со што ќе се храни и како ќе се храни. И тоа делува на умот. Како и не би делувало кога, нели, нашиот мозок е составен од колку беше 100 милиарди или колку беа неврони или мозочни клетки и секоја таа клетка со колку беа 180.000 километри на крвни садови во тој мозок и кој што крвнисти и крвни садови ги носи хранливите состојки со што се храниме и до тие мозочни клетки. Науката дури во последните години, замислете си, на Елен Вајт и откриено оно што го читавме и до сега и предходно во предходните предавања, уште во 19 век Господ ја открил. Дури во овој 21 век, ајде да кажеме на крајот на 20 век, науката почнува да ги согледува овие поврзаности дека храната има влијание на умот. Дури сега, во последните години, да кажеме. Значи, треба да обрнеме внимание на она што јадеме, повторно сега доаѓаме до тој момент, но ајде сега да видиме што вели овој стих и како го сваќаме. Малку подлабоко ќе го сватиме вечера. Според тоа, јадете ли, пиете или ако правите нешто друго, или што и да правите, правете се за Божја слава. Што значи сега малку да го прекопаме? Што е Божјата слава? Е прашањето на кое што треба да одговориме, за да дојдеме до одговор на ова пиењето и јадењето, дали го правиме на негова слава. Се подсетиме на овие стихови, кога Мојсей бара од Господа, го замолил да му ја покаже неговата слава. И Господ велики ќе дозволам пред тебе да помине сиот мој болскот, или добрина, вели во англискиот превод. Одговори, пред тебе ќе го изустам своето име, Господ, ќе бидам милостив кому што сакам да бидам милостив и ќе му се смилувам кому што сакам да му се смилувам. И што гледаме овде? Слава. Што е славата, Господова? Добрината, болското. Добрината, името Господово, тоа се синоними. Ќе дозволам пред тебе да помине сиот мој болскот, добрина, и пред тебе ќе го изустам своето име Господ. Славата е добрината Божја, односно неговиот карактер, ќе видиме подолу, и името Господово. Тоа се синоними. И еве во Излез 34-та следната глава, кога Господ поминува, Мојсей бара да ја види неговата слава, еве што гледа, еве што Господ му покажува. Господ слезе во облак, а тој застана пред него и го повика името Јахве Господ. Господ помина пред него, па се јави Јахве Господ, името Божие. Бог дарежлив и милостив, долго трпелив на гнев, многу милостив и вистински, денеска ги читавме овие стихови, искажува милост на илјадници, проштава опакост, греф и престап, но не остава неказнет виновник, туку ја казнува опакоста на татковците врз децата и на внучињето до третото и четвртото поколение. Што му покажал Господ на Мојсија? Својот карактер. Сакал да ја види Божјата слава. Еве ти е Божјата слава, карактерот мој, тоа е Божјата слава. И името Господово, тоа е Божјата слава. Затоа во Откровение 14.1, што вели? И видов, ете, јагнето стои на Сионската гора, а со него стои 44.000 кои го имаат напишано на своите чела, што? Името на јагнето, значи неговото име и името на таткото, на неговиот татко.
144.000 ќе го имаат Божиот карактер. Тоа е Божието, тоа е Господовото име. И славата е исто неговиот карактер. Значи, според сето ова, што произлегува? Сето оно што го јадам и пијам, треба да помогне да го репродуцира во мене Божиот карактер. Значи, се што јадеме и пиеме, треба да го правиме тоа на Божја слава. Ако Божјата слава е Божиот карактер, че се што јадам и пијам треба да дозволи, да помогне да го репродуцирам во себе Божиот карактер. Накратко, Христа, тоа е крајната цел. Да заличиме на Бога, да го вратиме Божиот лик во себе. Според ова, како треба да јадеме и пиеме? Сега да видиме овде еден атрибут од Божиот карактер, кој што е јасно нагласен. Значи, Второ Законие, 30 глава, 19 и 20 стих. Ги земам денес за сведоци против вас небото и земјата, дека пред вас ставам живот и смрт, благослов и проклетство. И така избери го животот. Што иде по тоа? Љубејќи го Господа, својот Бог, за да живееш ти и твоето потомство. Па тој, кој? Господ, е твојот живот, твојот долг век, за да можеш да престојуваш мирно во земјата за која Господ им се заклана на твоите татковци Аврама, Исака и Јакова, дека ќе им ја даде. Еден Божи атрибут овде, спомнат е, Господ е живот. Според тоа, она што го јадам и пијам во нас, треба да репродуцира живот, а не смрт. Ајде да се подсетиме на овие стихови. Исус што вели, јас сум патот, вистината и животот. Во 11.25 Јован, Исус вели, јас сум воскресение и живот. Господ е живот. Оно што го јадеме и пиеме треба да репродуцира живот во нас, а не смрт. И што е тоа што дава живот? Ова сигурно не. Ова се шекери, ова е кофеин, ова е ортофосфорна киселина, аспартам и така натаму зборувавме минатиот пат што е аспартамот, тоа се чисти отрови за организмот. Тоа не е живот. Мене лично ми текнува некојаш во летните жешки денови да испијам некој нема овде, не? Швепс, ама не тоник, не. И толку. Ама тоа не е за живот, тоа треба да сватиме, тоа не е за живот. Тоа е и дури ладна вода, ако се напиеш, тоа е лажно гасење на жетта. Слушайте, ќе видите дека ладната вода не ја гаси жетта, подобро да се напиеш на собна температура вода. А да не зборуваме за овие шекери и газирани пијалоци. Овие отрови, што прават, знаете ли, го унишуваат внесот на Б витамините во нашиот организам. Се трошат Б витамините. А знаете ли зашто се најзаслужни Б витамините? Да, ама и за функционирање на нервниот систем. А нервите што беа? Единствениот канал, вика, преку кој човекот комуницира со Господ. Или преку и мозочните клетки и така натаму. Бог ни е нам прибежиште и сила, докажан поможник во неволја. Овде уште еден атрибут гледаме. Бог е сила, Бог е наша сила. Дали тоа што го пиеш и јадеш ти дава сила или ти ја троши силата? Ти ја арчи силата. Добро, ова е околу... Мисля дека требаше овде да има нешто, ама не сум ставил, веројатно. Не сум го ставил тој слайд. Требаше да го има слайдот со... Не сум го ставил. Со алкохолот, а подолу е добро. Се вели, дури докторите велат, не знам зашто тоа го велат, ама веројатно за да си се оправдаат самите себе. Чаша вино е добро за добар крвоток, да, за циркулација. И да, тоа е точно. Има
Сега ми се закачи умот, ама... Добро, за какво вино станува збор? Антиоксиданси, значи, содржи виното. Точно е тоа, некои 10%. Ама остатокот што е алкохолот? И како делува алкохолот на умот, на мозокот? Дали ви дава сила? Дали ви дава живот? Добро, ќе дојдеме до тоа. Ама, нели, викаат умерено, ама умерено, во умерени граници, ако пиеш алкохол, значи добро е. Ти имаш добра циркулација. Што е ли овој стих? Јади мед, сине мој, зашто е пријатен и саките се сладки на твоето грло. Јадете мед, да ве прашам? Добро. Медот е супер. И според нечи, добро, во ред, може да се најде добар мед. Треба да го познавате прво човекот, па колко е сега искрен, да, си познава и медот, кој може да го познаат. Но што сакам да кажам, медот е неверојатно добар. Поспоред дефиницијата на некои, ако не јадете ништо од животинско потекло, а јадете мед, вие пак не сте веган во оваа права смисла на збор, затоа што једете и медот е на некој начин производ на животно, од животно. Ама окей, тоа е веќе според некои дефиниции. А што веле овој цитат, овој стих, пословици? Кога ќе најдеш мед, јади умерено за да не се прејадеш и да го изблуваш изеденото. Значи, што е вистинската умереност, како учевме и како Господ не учи за вистинска умереност, те ти ќе речат некој умерено можеш да пиеш алкохол. Како да кажеш умерено можеш и марихуана да користиш. Умерено е не знам што друго. Не, вистинската умереност е исклучување на се што е штетно и умерено користење на она што е добро. Еви за медот. И медот ако го претераш не е во ред. И лошо ќе ти делува. За алкохолот нема веќе што да зборуваме. Ефектите ги гледаме од самиот слайд. Што вели? Виното е подсмевка, ракијата бунтовник и секој кој им е подчинет не е разумен. Нели за умот станува збор, нели е борбата за умот. Алкохолот не е пијалок на слава на Бога. А знаете ли колку слави се слават? Токму со преполните маси со алкохоли во различни видови и така натаму. Слава го слават. Некој светец, не знам, било кој. Слават Бога. Ниту кафето, ниту некои врсти на чаеви, знаете, оние кои што дори повеќе кофеин содржат и од самото кафе. Заради самото дејство на кофеинот, зборувавме за тоа порано. Значи, она што не ти дава живот, она што не ти дава сила, тоа не е на слава на Бога. Не пиеш и не јадеш на слава на Бога. Верувам дека малку подлабоко ги разбравме овие стикови во контекст на здравствената реформа и делувањето на умот, мокта што може да ја има умот. Че треба да внимаваме што читаме и како читаме и во Библијата, затоа што некои работи може погрешно да ги сватиме и тоа да ни делува на умот и да потоа ја искривиме целата наша религија и целото наше живење. И тоа може негативно да делува на самиот ум, па дури еве да предизвика и болести. Нека му е слава на Бога за овие вистини и нека ни помогне да ги спроведеме во нашиот живот и да имаме еден поквалитетен, по-благословен, живот исполнет со здравје и со благосостојба. Нека му е слава уште еднаш. Амин.